Присуството и изнесувањето на ставовите на социјалните мрежи, особено кога бројот на следбеници е голем, а секое пишување е споделувано и прераскажувано од повеќе десетина корисници, носи јавна одговорност. Ова важи за сите чии пишувања завршуваат на некој друг профил, се прераскажуваат и така лесно меѓу голем број на луѓе завршуваат дезинформациите, погрешно пренесените изјави, а последиците може да бидат по здравието, како што е пишувањето на Јадранка Бибан, која заштитната маска ја нарекува партал на фацата, а учителите со наставата на далечина холограм. Бибан е позната во јавноста по непризнавањето на коронавирусот и неговите последици, како и противник на пропишаните здравствени мерки. На човек што прифаќа со месеци и години да оди со партал на фацата, што прифаќа откажување од сите животни задоволства, празнувања, семени прослави, социјални врски и комуникации, што се откажува од слободно движење во природата, слободно школување на децата, на човек што се откажува од својата креативност и на човек што не прифаќа нормалност од вирусно заболување, од кое 99,9% е можноста за преживување. На тој човек ниту природна, ниту најсовршена вештачка интелигенција не може да му помогне, пишува Бибан. Овој пост е споделен 53 пати, а се допаднал на 373 луѓе. Носењето маска е докажано како делотворна заштита против ширењето на коронавирусот и е задолжително во 100 земји во светот, вклучувајќи и Македонија. Професор Роберт Белингер од Хопкинс универзитетот предупредува на брзото ширење на новите совети на коронавирусот, со препорака на задолжително придружување на заштитните мерки, од која една е носењето на заштитни маски. Постојано мораме да ги нагласуваме основните мерки за заштита, а тоа е носењето на маски, држењето на растојание, дезинформација и проветрување на просторот. Му даваме предност на вирусот со здружување на мал простор, вели професорот Белингер. Носењето на маска е задолжително според измените на Законот за заштита на населението од заразни болести, усвоени од Собранието. Министерството за здравство смета дека основна заштита на здравието на граѓаните од COVID-19 е носењето заштитна маска. Во една друга објава на Јадранка Бибан за наставата на далечина, насловена како екран ли е, учител ли е, учителите ги нарекува холограм, а предлага распуштање на школите. Ова објава е со 89 споделувања и 787 допаѓања и бројни коментари. Наставата на далечина останува единствената опција за 1,5 милијарда деца во светот. Неоспорно е според ова анализа дека последиците од нарушувањето во образованието ќе се почувствуваат во економијата и во општеството во наредните децении. Меѓутоа, докажано е дека иако младите се поотпорни на коронавирусот, групирањето го шири вирусот, што значи наставата на далечина останува ретка алтернатива за одвивање на наставниот процес. И оваа рецензија е наш придонес во откривањето на дезинформациите и лажните вести.